22 февруари 2018 година Цивил Центар за слобода упати 4 прашања до Министерството за култура на Република Македонија. Министерството имаше еден или два контакти со Цивил Центар за слобода со барање на продолжување на рокот потребен да се подготват овие одговори, што е многу разбирливо, бидејќи сепак прашањата и не се толку едноставни. Се работи за прашања кои Цивил ги достави врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и се однесуваат на следните теми. Првото прашање, односно првата тема, беше целосна информација за сите патувања во Русија и во Украина, висина на поединечно исплатените надоместоци за трошоци за патување и престој, патни налози и извештаи за постигнатото од тие патувања во периодот од 2007 до 2016 година. Понатаму, Цивил го праша Министерството за култура и побара целосна информација, повик, одлуки, договори за сите набавки од Русија и Украина во тој период, 2007 до 2016 година. Понатаму, Цивил Центар за слобода од Министерството за култура побара целосна документација, повик, одлуки, договори и други документи, како и информации за видот и вредноста на јавните набавки, поврзани со изведувањето на работите и опремувањето со експонати и со опрема во Музеот на револуционерната борба. Четвртото прашање, односно барање на Цивил Центар за слобода до Министерство за култура беше барањето да се добие информација за исплатените износи за репрезентација на екс-министерката Елизабета Канчевска-Милевска за целиот период на раководење со Министерството. Порано денеска добивме повик од Министерство за култура и бевме поканети да дојдеме и да ја прибереме документацијата која ќе ги даде одговорите на овие прашања. Ајде, Илија. Ајде, фала. Еве ова е едното. Добар ден. Ова е навистина. Благодарам. Може ли да ми се подпишете дека сте го примиле материјалот? Само момент да го направиме тоа на право место. Каде тоа? Еве го и второто. А уште едно има? Да, вече. Па јавноста ќе биде почестена со многу материјал, значи. Дали ова значи дека Министерството за 10 години многу работело или многу грешело? Тоа ќе видите вие. Добро. Па, овде се, нели, податоците за репрезентација на министерката поранешна и Податоци за работните групи и патни трошоци поврзани со музеот, така наречениот музеј на ВМРО, односно музеј на револуционерната борба. Добро, а ова се останатите две прашања, предпоставувам, да. Добро. записници, извештаи и сечна. Останува да ви заблагодарам на огромниот труд што очигледно сте го вложиле и во името на Цивил Центар за слобода. Секако се надевам дека можам барем дел од она што се нарекува јавност, да кажам дека и во името на јавноста ви благодарам. Се надевам дека јавноста ќе се согласи со ова што го работиме и дека ќе биде задоволна од овие одговори што ги давате, а се разбира дека ќе има и своји коментари за тоа што ќе го види. За што ви треба понатака, стоим на располагање и дополнителни материјали ако треба, ќе ги обезбедиме службите од архивата, затоа што станува збор за подолг временски период, дел од материјалите се веќе архивирани долу, па треба да се побараат по подруми. Меѓутоа, ова е главното, се што ви треба понатака ќе се потрудиме да го добиете. Уште еднаш благодарам. Благодарам јас. Фала ви за изразениот интерес и очекуваме на вистина
оваа соработка помеѓу јавноста и Министерството за култура да продолжи во оваа насока. Ние остануваме максимално отворени за се што е предмет на нашата работа, нашите задолженија. Сакаме да бидеме максимално отворени и транспарентни кон јавноста. Јавноста има право да ги знае сите бројки, сите податоци. Секој денар кој што е потрошен на граѓаните на Република Македонија треба да биде образложен на соодветен начин и граѓаните да знаат точно како се трошат нивните пари, дали има злоупотреби и во кој правец всушност се движиме и ние и културата на Република Македонија. Се надевам дека се движиме во добар правец. Ова е време на предизвици, на една состојба која што е на вистина мощна и тешка, а е последица на една долгогодишна негрижа и девастација на културниот систем во Македонија. Ние се надеваме дека во догледен период ќе се обидеме и ќе успееме да ја поправиме. Тоа нема да можеме сами да го направиме, ни треба постојано вашето будно око и вашата поддршка во оваа насока. Добро.